На почетокот на 60-тите години од минатиот век, светот дозна за Патрис Лумумба, првиот премиер на Демократска република Конго. Тој бил измачуван и брутално убиен во средината на јануари 1961 година, неполни 4 месеци од преземањето на најмоќната државна функција. Но, за грозоморното дело се дознало дури на 13 февруари 1961 година. Неговата смрт била објавена преку радиото Катанга. Дека бил убиен од разбеснети селани 3 дена по бегството од затвор било неуверливо сценарио. Информацијата набрзо се проширила низ светот, што предизвикало дотогаш незапаметен гнев на стотици милиони луѓе, ужаснати од злосторството не само врз Лумумба, туку и кон сите африканци во моментот. Империализмот и колониализмот повторно биле тема број 1 во светот во февруари 1961 година. Младите ширум светот протестирале во стотици градови од Хавана, Берлин и Париз до Каиро, Пекинг и Њу Делхи. Само во Југославија се протестирало во двоцифрен број градови. Најжестоки биле тие во Белград. На Таш Мајдан и пред белгиската амбасада милицијата употребила водени топови против насобраната маса гневни студенти. Повредени биле 35 демонстранти, 51 полицаец и 9 пожарникари. Фотографиите се објавени на страниците на весникот Борба и представуваат верно сведоштво на солидарноста на југословенските студенти со антиколонијалните движења на обесправените народи. Во Њујорк демонстрантите влегле на пленарната седница на Обединетите нации, револтирани од дотогаш непревземените мерки на Советот за безбедност. Насилството подоцна се прелеало и на улиците. Ваквата жестока реакција на младите ширум светот не била неочекувана. Лумумба бил во притвор, поточно бил киднапиран веќе 4 месеци и светската јавност го знаела тоа. Имено, предходната 1960 година во Конго се одржале први повеќе партиски избори во стекнатата независност, а Патрис Лумумба успел да состави широка коалиција и станал прв премиер на Демократска република Конго. Но во средината на септември бил извршен воен удар под водство на полковникот Жозеф Мутомба, а Лумумба бил ставен во куќен притвор. Се верува дека неговото апсење било планирано уште на 30 јуни истата година, кога бил одбележан Денот на независноста. На церемонијата присуствувале странски државници и новинари, а Патрис Лумумба одржал говор кој ја шокирал европската јавност во тоа време кога студената војна се одвивала во полн ек. Тој говор особено влијал на политичката номенклатура во САД и Велика Британија, за кои било се поизвестно дека Патрис Лумумба ќе западне под комунистичко советско влијание. Сепак, според новинарот Шон Кели, кој известувал за настаните како дописник на Гласот на Америка, Лумумба прво во Вашингтон се обратил за помош во борбата против сепаратистите и дотогашната белгиска колонијална власт, но кога бил одбиен, започнал да се врти кон Москва. Неврзан ниту со Западот, ниту со Истокот, Лумумба бил прв државен лидер кој бил елиминиран превентивно, од страв дека во иднина ќе му се придружи на непријателот. Денес, кога светот се наоѓа среде регионални огнени жаришта и нова студена блоковска поделеност, Патрис Лумумба останува икона на обесправените народи, на антирасизмот, антиколониализмот и антиимпериализмот, символ на борбата за независност и мирна коегзистенција меѓу народите.